Коалиционата љубов од интерес ќе се круниса во заеднички претседателски кандидат, а поситните владеачки партнери се погласно шепотат. Премиерот ќе биде консензуалниот кандидат за шеф на државата. Дали воопшто сме спремни за ваква концепција? Македонија е разделено општество, но не одговара на моделот на консензуална демократија, која што предпоставува поделба во 4 блока кои што имаат се во баланс, односно имаат еднаква политичка моќ. Во Македонија албанската заедница нема еднаква политичка моќ со македонската заедница, ниту пак имаме разделеност под друга основа внатре во заедниците. Како што можеме тоа да го видиме во други консензуални демократии, каде што ова е успешен модел, да речеме тоа е Холандија. Македонија треба да всушност зрела за демократски и фер избори. На тоа треба да работат партиите, а не да работат на тоа индиректно да ја заобиколат до сегашниот модалитет на избор за председател на државата. Всушност што е тоа консензуален кандидат? Кандидат на кој што двајца лидери ќе си седнат во некоја кафана и ќе се договорат дека треба да биде и ќе си направат дилови, а тие дилови ние избирачите ќе ги дознаеме отпосле. Регулативата си е добра и секој може да стане кандидат за и председател на државата. Каде ќе не одведе ова ново хибридно решение? Дали е ова гаранцијата за владиното едно општество за сите? Сите овие обиди за консензуална демократија помалку ми личат на силување на демократијата. Затоа, само треба да се тера според регулативата и да нема грижа некој дека не може да биде избран. Секој може да биде избран за председател на државата, само треба да излезе со добра програма, да излезе под македонското знаме, да стои на македонската химна и граѓаните ќе го изберат консензуално, не е важно од која националност. Во суштина Македонија би требало да предвиди реформи во својот политички систем кои што водат кон интеграција на заедниците кои што живеат во земјата и тука ја гледам во суштина планот на владата за градење на едно општество како една влезна точка. Треба да се напушти идејата за консензуален председател, и да се поттикне идеја за избор на председател на сите граѓани кој што ќе биде интегративистички кандидат и кој што ќе понуди обединување на сите заедници во едното општество кое што го промовира владата. Сите планови на власта се дискутабилни, ако се погледнат анкетите и пораснатите бројки на граѓани кои веќе не сакаат никому да веруваат, па можеби ќе одберат да не излезат на гласање. Лесно видливо е дека спасот можеби ќе се бара во ново намалување на цензусот, а евентуалниот консензуален победник ќе побрза да ги извади од џебот ветата на Иванов и да минува закони кои народот ги бойкотираше. Дали е тоа правиот пат или е крив правец?